Ајде сега, јас мислам дека гледачите ќе ги интересира што доколку пациентот развива нуспојави на одредена терапија, на одреден лек. Доколку се јават некои од несаканите ефекти кои што не можат да се контролираат и заради кои е потребно да се прекине терапијата, значи ординирачкиот невролог веднаш го патува истиот пациент до комисијата. Комисијата заседава 2 пати во месецот за да се направи соодветна промена на терапија. Клиниката по прв пат до сега има достапна терапија. Значи, за разлика од ланската година, каде што имаше пациенти преку 50 кои што чекаа за да се вклучат на некаква или пак да се преместат на некоја друга терапија, сега веќе таква листа на чекање нема, туку од еден до друг состанок најмалку 5 до 6 можат да имаат пациенти кои што во меѓувреме се јавиле на преглед, па невролозите да ги дадат на комисија за промена или по прв пат вклучување на терапија. Каде треба да ја пријават несакана појава од лек? Така, значи несаканата појава треба да ја пријават кај ординирачкиот невролог, а доколку се јават на клиника кај клиничкиот фармацевт Бранка. Добра Бранка. Кај Бранка, значи се пријавува се што треба. Во моментов не ми текнува никое следно прашање што би можело да ги интересира луѓето со мултипла склероза? Со оглед на тоа дека ни е ова подкаст наменет за почетниците. Јас би сакала малце да се фокусирам на оној дел кој што нели навлага во менталното здравје, нели прво од самото соопштување на дијагнозата, а понатаму и со тоа како треба да се носат со самата дијагноза. Сакам да истакнам дека многу големо влијание на она како ќе иде текот на болеста има и начинот на кој што се размислува, значи начинот на кој што лицата на кој што им е соопштена дијагнозата го размислуваат тоа. Мора да сме свесни на тоа дека каква ни е мислата, нели старите викаат таков ни е животот. Значи колку попозитивно ја прифаќаат нели самата дијагноза, толку подобар исход ќе имаат. Мислата не е магија, но мислата го обликува однесувањето, а нашето однесување па го обликува начинот на кој што ќе живееме, нашето секојдневие. Значи, ако ние се фокусираме на проблемот, ние само проблемот ќе го гледаме. Меѓутоа, ако малку го трнеме фокусот од тоа дека ја имаме таа дијагноза, да сме преоптеретени со тоа што ќе биде, како ќе биде, знаете, ние најмалку зборуваме за оној диалог кој што го имаме сите во својата глава кога разговараме нели сами со себе. Нема поголемо влијание од тоа да ви биде позитивна мислата, да си го креирате животот без да се фокусирате на тоа како другите ве доживуваат, без да размислувате за она што утрето ќе носи. Значи, многу е битно да сте позитивни и да останете позитивни, пошто не само мултипната склероза, секоја друга автоимуна болест или било која друга хронична, дали е заразна, дали е незаразна болест, знам дека обременува. Вие не можете да го сопрете текот на мислата. Но затоа можете да си се замислите себе си дека се ќе биде добро, нели? Да си визуализирате, да си користите афирмации, да се прифатите онакви какви што сте. Апсолутно, јас доста ми се јавуваат родители на лица со МС. Не мора да се деца, и повозрасни лица. Ми се јават и обично имаат нели милион прашања, меѓу другото, па добро еве сега ние сега не знаеме како ќе биде утре, како викам поликате малце, викам здрав, прав спортист, викам ништо да не му фали, викам во живот да не се разболел, не запалил цигара, не се напил ни пиво, ни ништо, викам. Тој знае, викам, како ќе биде утре? Па не. Викам, па никој од нас, викам, не може, ако можеме да си го предвидиме утрето, ќе сме знаеле како да се поставиме или како да си го програмираме животот. Значи, мислата не треба да ни биде непријатна. Ти знаете, колку повеќе негативни мисли имаме, толку сме повеќе во стрес. Нели, самиот стрес носи тука е веќе психосоматиката, кога вие цело време размислувате на негативни работи, нели, самата е еден чир на жолник, па се добива од стрес, нели? Да. Кога
би се фокусирале на смиреност, на надежта, на позитивните работи. Духот кога е јак и телото е јако, нели? И сега наместо да мислиме на стресни работи, најдобро е да мислиме на позитивни работи. Зато една мисла, наместо да носи страв, треба да носи светлина, например. Така некако замислуваат. Да ги охрабриме. Точно. Значи не сакам да помислам дека тука се е завршило. Не е крај на животот доколку се диагностицира и ја многу пати им викам, тоа е нов живот. Не е крај на живот ако ти диагностицираат МС, тоа е нов живот. Значи треба да си го прилагодат животот според нивните способности. Обично се осврнуваат на јас бев вакво можев да се качам на водно, леле најдобар кошаркар бев, ова бе викам, добро викам, јас викам на штикли одев, не знам, или трчав на штикли, сега не можам. Меѓутоа сега може нешто друго да работиш. Односно да допринесеш на било кој начин. Физичката активност и понатаму треба да им биде на прво место, затоа што не треба да менуваат нешто во тоа. Или самото тело ти, нели, како си и кај здрав човек нервните клетки изумираат. Мислам, тоа е нормален процес, тоа е процес на старење. Нервната клетка не се обновува како на пример клетката на кожата, меѓутоа постои така наречена невропластика, значи кога одреден дел од мозокот ќе ја превземе функцијата на оној што веќе згаснал. Така да кога вие сте во постојани одредени движења, да речам, качувања, работа, дали е тоа нешто когнитивно, мисловно решавате, правите, значи вие постојано го тренирате мозокот на тие работи. Значи мозокот наоѓа начин да доколку во одреден дел нешто затаи, да со помош на таа невропластика се го надокнади на друг начин. Значи дали е тоа ако е некој конкретно и за васкуларни работи, ако е заклучен крвниот сад, тој ќе најде некоја колатерала, некои помали крвни садови и повторно ќе го искранува делот од мозокот. Така да многу е битно да вие сега не се затварате, да не се изолирате социјално, значи да не семе јас сум болен и sad цел ден дома ќе седиме, тоа апсолутно непрепорачливо. Препорачливо е да одредени лица во кои што имате доверба, нели нормално, им ја соопштите вашата дијагноза. Затоа што како поминува времето може да го чувствувате заморот во денови кога не сте ги очекувале. Се некој ќе мисли дека сте вие мрзливи. Значи мора да ја разберат болеста. Многу не доживува околината. Стигмата е најлошата работа. Да. Тоа е повеќе од јасно. Са ние живееме во една, да речам, земја во која што стигмата е страшна, значи. Да, на тој дел не сме нешто многу развиени, така не сме нешто многу емпатични, ама јас се надевам дека ќе бидеме. Па, колку повеќе зборуваме за оваа тема, толку повеќе се развива стигмата. Значи, многу е битно да и пациентите си кажат што им пречи, што не им пречи. Знаете како, некој може да смета дека треба нешто да му помогне, а тој тоа да го доживува па обратно, нели, да мисли дека ете он ме доживува како не знам инвалид, па сака да ми помогне, така дека ме сожалува. Оти многу е битно да има комуникација која што ќе тече во двете насоки. И тој што сака да ви помогне да е јасен во своите насоки и како од која причина го прави тоа, меѓутоа и самите пациенти да му објаснат што им пречи, а што не, што би сакале, а што не во нивниот однос. Значи, кога вие би биле вака во овој контекст, нели, во дискусииве отворени, јас мислам дека помалку недоразбирање ќе има. И помалку ќе се чувствуваат непријатно пациентите. Колку е важно редовното земање на терапијата? Така, континуитетот на терапијата е еден од најважните фактори во контрола на болеста. Многу е важно да пациентот самоволно не го прекинува лекот, дури иако има подобрување на неговата состојба, затоа што не можеме да знаеме дали болеста во позадина се уште е активна, нели? Зборувам кога се работи за релапси. Доколку пропуштат некоја доза од оваа имуномодулаторна или имуносупресивна терапија и се доближува времето за следната доза, да го земат лекот. Доколку не, значи да не ја дуплира дозата, значи ќе ја земат во периодот кога треба следното апче или следната инекција да биде земена. Значи не е некој голем пропуст, меѓутоа да не биде чест. Така. Друго што би можело да ги интересира лицата со МС, дали болеста е наследна, односно дали доколку родител има МС, дали неговото дете ќе наследи МС.
Мултипната склероза не е наследна во класична смисла во однос на нели дали е тоа доминантна рецесивна болест, туку има само генетска некаква предиспозиција. Значи според податоците достапни, значи можноста за да детето наследи да ја наследи таа болест е 2 до 5%. Значи нема директно наследување кај ова болест, ретки се такви случаи. Што им читано кај близнаците, односно ако едниот близнак заболи од ДМС, не знам доколку се еднојајчани одреден процент, односно поголем процент, да речеме 25%, дека и другиот ќе ја развие МС, тоа го имам читано јас. Немам таков податок, пошто нели самата животна средина, инфекциите, надворешните влијанија исто имаат, нели, може да допринесат до појава на болеста, меѓутоа директна наследност нема кај оваа болест. Така. Ајде сега уште да спомнеме ова. Колку обично голем дел од луѓето бараат, да речеме, мислења, односно надворот од нашата држава и веќе рече, МС имам овона, јас во странство ќе одам да се лечам, во странство ќе барам нели опции вакви или онакви. Што е разликата помеѓу лечењето на МС во Македонија и лечењето на МС во странство? Како што спомнав и претходно, значи немаат потреба пациентите да одат надвор од државата. Значи со исклучок на можеби алтемезумабот, како и да е, може не го ни изговарам точно. Сета друга терапија е присутна од оваа година, значи е присутна дури и ке симптата. Значи сите лекови се достапни на располагање. На клиниката има врвни невролози кои што се искусни невролози, кои што се докажани во долгогодишната работа со вакви пациенти. Тоа се експерти кои што се докажани не само во државата, туку и надвор од државата. Така да навистина нема потреба да се изложуваат на дополнителен ризик, мислам дополнителни финансиски трошоци, за да појдат во некоја друга земја. Значи се што има клиниката можност и во однос на дијагностицирањето и во однос на лекувањето. Значи не е нешто што не може да го добијат во нашата земја, со оглед на тоа што и таа терапија е бесплатно достапна за сите пациенти. Значи, за разлика од некои други земји каде што не се сите лекови под... Да, апсолутно. Јас мислам и дека како државјани, странски државјани, сигурно не би имале палета на терапии кои што може да бираат, нели, или кои што би им биле подостапни. Од земја до земја, не може би има и поразвиени земји, земји каде што има нели други некои форми на лекови, меѓутоа Македонија не заостанува во тој поглед на достапност на терапија или пак во однос на дијагностицирање. Има доверба во нашето здравство во однос на невролошките значи состојби. Сите членови на комисијата за имуномодулаторна терапија и други невролози надвор од комисијата се врвни и докажани во струката. Не знам за крај нешто да им додадеме на пациентиве, затоа што знам дека овие разговори уствари немаат крај. Секогаш има потреба од нешто ново и ново и ново и секогаш кога ќе заврши разговорот ќе биде можевме и ова да го кажеме, можевме и тоа да го кажеме. Значи ќе може и во иднина да го кажеме. Еве сега на пример во овој случај што би можеле да додаеме? Ништо да не менуваат во начинот на животот. Оти знаете како колку повеќе читате, оти сега со ова во ерата на интернетот секој некој може да пласира некаква си информација која што не значи дека е вистината. Тоа викам, колку има на интернет, нели, за читање, колку има информации, толку се и дезинформации. Апсолутно се слагам. Значи за да не дојдат во заблуда за тоа, значи многу е битно сите информации да ги добиваат од неврологот кој што ги води. Нема потреба од дополнително оптоварување, од дополнително читање, од дополнително предвидување на својата судбина. Значи секој пациент е индивидуален и пристапот кон лекувањето е секогаш персонализиран, значи стриктно према него, према симптомите, према потребите. Значи не треба да прават драстични разлики во стилот на живење, во стилот на исхрана. Значи исхраната како и за секој здрав човек треба да биде избалансирана, со прости масти, значи не нешто да биде трансмасти или не знам што, да биде претежно на свежа храна, здрава храна.
Тој за секого, без разлика дали Да. е Однесувате се како диагностициран или не. здравите. Однесувате се како Како здравите, сите. оти вие сте во суштина здрави луѓе. Здрави луѓе. Така. И така треба да се доживуваат. Ви благодарам за разговорот. Ја мислам дека ќе инспирира барем 10 од луѓето со МС, од било кој уствари да инспирира барем 10 луѓе, ја мислам дека е успешен подкастот. Да се надевам. Ви благодарам за што не следевте. Чувајте се, еве чувајте го своето здравје, здрава исхрана, вежби апсолутно колку можете повеќе. Мислам дека ќе се видиме во следен подкаст. Довидување.